20 февруари 1945 година председателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, другарот Јосип Броз Тито, го потпиша документот со кој што отпочна грижата за заштитата на нашето национално богатство. Од тој ден до денес изминаа 30 години во кој што нашето општество вложи значителни средства за конзервација, реставрација и презентација на нашето национално богатство, на спомениците на културата, на мноштвото цркви, манастири, средновековни утврдени градови, на други предмети, движни и недвижни, кои што представуваат еден од најзначајните фондови на националното богатство на нашите народи. Во изминатиот период, веќе реков, вложени се значителни напори за конзервација на овој материјал, а со тоа и на значителни финансиски средства. Во контекстот на настојувањата за што поефикасна заштита, оформен е стручен кадар, кој што во постоеќите заводи, а денес ги има 3 во Република Македонија, со успех ги решаваат скоро сите проблеми кои што пред нив се ги поставува материјалот. Вообичаено е кога славиме успеси во заштитата на нашето национално богатство, да укажеме и на некои проблеми кои што се поврзани со оваа проблематика, на проблемите на конзервацијата, а во оваа емисија ние специјално се ангажиравме да ја обработиме темата за конзервација на малите музејски предмети, кои што ги има во голем број, поради фактот што во последните 30 години во Република Македонија, па и во целата наша земја, се вршени интензивни археолошки ископувања и преку тие ископувања, како и преку другите акции на нашите музејалци, добиени се еден голем број движни музејски предмети. Каква е судбината на овој материјал? Како тој се конзервира и како доаѓа до музејските витрини? Тоа е темата на овој наш разговор. Нормално беше да во разговорот ги поканиме оние луѓе кои што се одговорни за оваа материја, кои што се во контакт со оваа материја, да ги поканиме да кажат како стои, каква е положбата со овој движен споменички материјал, кој што знаеме сите сочинува повеќе од 90% од музејските експонати, како се тој чува, како се конзервира, дали постои кадар и да видиме каков е проблемот и кои се тешкотиите околу снабдување со споменички материјал на новоформираниот музеј, една, да ја наречеме, извонредна музејска палата, во која што наскоро археолошкиот, етнолошкиот, историскиот музеј ќе бидат целени. Тоа се неколку прашања на кои што во оваа емисија ќе настоиме да дадеме одговор. Често пати ние сме зборувале за положбата во која што се наоѓаат монументалните споменици на културата. Меѓутоа, денес сметам дека би требало да кажеме нешто и за оние мали музејски експонати, за оние предмети кои што ги добиваме по време на искупувањата, на археолошките искупувања. И би било интересно да чуеме на кој начин тие предмети стасуваат до музејските витрини,
каква е нивната судбина и дали имаме достатно кадар кој што таа работа ја врши. Od onog momenta kad taj predmet muzejski dođe u zgradu muzeja, treba postupiti po određenom redu. To znači prvo treba shvatiti taj predmet koji je sastavljen, izrađen od određenog materijala. Treba ga u toku njegovog života daljeg u sklopu muzeja tretirati kao živo biće. Praktično treba ga tretirati kao pacijenta. Jer na kraju krajeva i ti mrtvi materijali, takozvani, oni žive, oni trpe promene, oni potrebuju određene uslove da bi mogli normalno egzistirati i naravno u normalnim uslovima niz raznih pomagala služe ka tome da se obezbede odgovarajući uslovi za njegovu egzistenciju, za egzistenciju tih predmeta. Da bi održali jedan predmet koji je tokom vremena, dugog vremena, čitavih vekova i milenijuma, ostajući u zemlji, pretrpeo niz promjena, do faze raspadanja često puta je dolazio takav predmet, mi onako kako smo ga dobili, dužni smo ga da ga sačuvamo i da ga predamo našim naslednicima. Тука може и одговорот на ова прашање, дека затоа што не постои во нашата установа препараторска работилница која што би можела да одговори на ова прашање, односно да во современи методи да се конзервират овие експонати, се користат можностите со овие изложби, се дават предметите на презентирање во тие изложби под услов да во нивните лаборатории се конзервираат. Кај, например, во кој лабораторија се конзервираат? Посебно во конзерваторската лабораторија на Народниот музеј во Белград, кој што најпоќе има и користено овие материјали за презентирање во своите изложби. Со овие средства наменски што се добиваат за искупување, дел се одделуваат за нивно конзервирање, така да се користи препараторската работилница во Прилеп, да тие експонати ги конзервира, така да и сега оваа изложба што се спрема. Но и во Прилеп има само еден човек што Еден човек, и тоа е проблемот што стварно и во Македонија што еден човек има и во Скопје нешто, и во Штип, и во Охрид нешто сосем малце, и во Битола имаше доскоро, само отиде во странство, мислам тој што работеше на таа работа. Многу се малце луѓе, може по квалификација не подготвени за таа проблематика и може повеќе со нивната волја за работа, обучувани во тоа, а колку ја вршат, мислам, солидно таа работа, исто и тоа прашање. Така да, ова прашање се наметнува како проблем, не само за нашата установа, сигурно за рамките на Македонија, а може и на Југославија. И мислам дека крајно е време да се преземи нешто во таа смисла, затоа што може треба да нагласам дека на полето на испитување да се отиде многу предалеку, не водиќи се сметка дека тие експонати што се откриват треба да се заштитат. Собран е доста богат материјал, некаде околу 16.000 инвентарни предмети од различни епохи и тој материјал го имаме сместено во Народниот музеј. Начинот на чувањето на тој материјал и неговата обработка не е адекватна спрема нормите на одржување, на чување на материјалот, така да материјалот трпи, не може да добие адекватен третман како за чување, конзервација и самото презентирање. Прибидејќи немаме адекватни простории, односно депои, каде што би можел да се смести, потоа конзервацијата на истиот не е на она ниво на кое би требало да биде. Можам да кажам дека имаме приближно бројни предмети собрани археолошки, но за жалост, било од финансиски средства, било од тоа што немаме стручно лице, тие се депонират во депото, значи без никаква заштита, без никакви
заштитување значи околу тие предмети. Мислите подобро е да останат под земја, да не се вадат, Да, затоа што отколку да се донесат овде па да... Затоа што тие уствари имат и природна конзервација додека стоат во земјата. Под земјата, да. Додека тука што се донесат, ако не им се укаже нужната помош, тие веќе може да се каже дека и пропаѓаат. Дали ние имаме достатно конзерватори кои што работат точно на овие предмети по музеите? И како стои работата во Македонија, например, во нашите музеи? Дали има достатно кадар? Mi u Socijalističkoj Republici Makedoniji, kad se radi o konzervacijskom kadru u muzejima, možemo govoriti da imamo ono najminimalnije što nam je potrebno. I to ne u svim muzejima, tek u nekim. To je slučaj sa Ohridskim muzejom, sa Štipskim muzejom, Gradski muzej u Skopju, Narodni muzej u Prilepu. Jedan deo muzeja uopšte nema ni to minimalno što je potrebno, jer je u vezi rada na konzervaciji muzejskih predmeta. Mi kad bi htjeli ispravno postupiti, kad bi htjeli suvereno svu pažnju pokloniti tim predmetima i raditi na njima tako kako treba, onda je morali imati raznovrsniji kadar. I ovaj kadar koji imamo, očigledno da su to korektni radnici, ali uglavnom su priučeni. Mi nemamo takvog školovanog kadra koji je sa zanimanjem preko škole došao na taj posao. Kad se radi o ovim drugim zanimanjima koji su potrebni u vezi konzervacije predmeta, onda treba imati u vidu da mi ne možemo pravilno pristupiti konzervatorskom postupku na jednom predmetu ako prethodno ne znamo od čega je taj predmet sastavljen, kakva je priroda njegove bolesti. Значи, нужни са хемиски лаборатории, Mora se hemijske laboratorije koji mora da daju kompletno hemijske i fizičke analize. I mi moramo predmet pratiti kasnije i podvrći ga toj analizi. To je ta strana koja nam nedostaje. Дали сметате дека некои експонати што се откопани поради тоа што благовремено не се конзервирани биле оштетени или на некој начин се доаѓаат во полоша состојба отколку што биле под земја? Видите, сега за керамиката не може во тој смисол толку да се зборува, не е толку драстична ситуацијата, затоа што малце може и почвар с материјалот, може тука малце повеќе иди прашањето на реконструкцијата, да се добие она форма која што била првобитна, да се дочаре и да се може да се презентира споменикот. По болна е ситуацијата за металот и другите, стаклот и другите предмети. Тука сме се доста назад, мислам. Ние настојуваме оние што се повредни експонати, што се нарочно од бронза, да исклучиме во пореномирани лаборатории, али знаете, и тоа многу кошта, средства нема, така да и као проблеми тоа се наветнува. Дали вие во музеот на ова тема сте разговарале и дали имате превземено нешто во рамките на вашата систематизација на работни места да отворите работно место кое што конкретно ќе се бави со оваа материја, затоа што ево констатираме во сите музеи нема таков стручњак, додека имаме повеќе археолози, повеќе други кадри од друг профил, меѓутоа основната работа за заштита на овој споменички материјал ние немаме луѓе. Во систематизација постои место. Средства се барат секоја година од финансирот, не се допрвуваат средства. И мислам дека и само со доделување на средства не би се решило конфликтно прашањето. Многу е важно дали тоа лице ќе биде, дали има одредените квалификации за тоа работно место, да може да интервенира и на метал, и на стакло, и на облека, и на керамика, и на се. Може да се потребни два човека? Сигурно повеќе потребни се повеќе. Јас би се осврнал и на тоа дека имаме ние отворено препараторска работилница. Колку луѓе работат во таа препараторска? Во препараторската работилница работи еден препаратор кој што не може да постигне физички сиот материјал да го обработи. Какви се неговите квалификации? Неговата квалификација е таа што се има оформувано, се има квалификувано во наши музеи. Тоа има на курс. И колку предмети досега се конзервирани? Па да ви речам дека отприлика имаме конзервирано еден сосема мал дел од предметите, а тоа е оној дел кој што е изложен. А тоа е сосема мал дел од фондот. Дали сметате дека другиот дел, поголемиот дел, се наоѓа во тешка состојба и дека треба хитно да му се помогне? Поголемиот дел, тоа е некаде може да се рече
повеќето од 15.000 предмети може да се рече дека не е добил она грижа потребна за да се заштити и тој дел од фондот стои во депои кои што се и неадекватни за чување на материјал. Добро, вие дали сте превземале некакви мерки, дали сте укажале на ваквата состојба на овие мали предмети, музејски предмети и што е превземено во последните години на овој план? Секоја година кога се дава програма за работа, се барат и финансиски средства, како за другите дејности, така и за конзервирање на тие предмети. Но, за жалост, не се допуштат потребните средства за конзервација на тие предмети. Се дава минимум средства за некои така поважни дејности од музејот, а додека останалите се изостануват, како например конзервација на предмети за рекогносцирање на теренот и други активности. Како стои работата со експонатите што се пронајдени во Хераклеја Линкестиске што вие работите? Па слична е ситуацијата исто и во Хераклеја. Иако со програмата за работа и во текот на работа настојуваме да во текот на самите работи биде вклучен и препаратор кој што ќе врши најблаговремена превентива на материјалите, а покасно да може да врши реконструкции. Никогаш не сме можеле да добиеме такво лице, затоа што во Република има малце, како што реков, и не се ни може ни доволно стручно квалификовани, али ипак за овие услови доста би помогнале и тие се тешко може да се добијат, скоро никогаш не сме можели да добиеме. Исто и во Хераклеја има доста материјал кој што е откопан, се настојува да се чува во што подобри услови, али реконструкција не е вршена. Во Баргала е работено неколку години. Каква е ситуацијата со предметите од овој значаен археолошки локалитет? Дали тие предмети се во иста состојба како и оние што се наоѓани во процесот на рекогносирањето на теренот и во процесот на истражувањето воопшто на овој регион? На локалитетот Баргала се работи перманентно веќе 7 години со ископувања, а последните 3 години се почна и со заштита. Само таа заштита е од таков вид, е само превентивна заштита на објектите, на зидовите. Да. Додека предметите од локалитетот стојат инситу, повеќето онаа камена пластика и времето ситните музејски предмети ситните предмети се донесени во музејот и сите тие си стојат во депо. Добро, нели е во проектот за конзервација на локалитетот, нели е предвидена конзервација и на овој ситен? Предвидена е конзервацијата, но приликите се такви да конзервацијата не може да се изврши. Во толку повеќе што сега е веќе завршена зградата на музеот во Скопје и ми се чини дека таму ќе биде потребен еден кадар кој што ќе овозможи да се тие предмети што побрзо најдат во витрините и да тие музеи почнат да работат. Дали постои можност за позајмување? На кој начин мислите дека ќе може тој музеј да прикаже една хронологија на овај терен? Очигледно, ако Археолошки музеј у Скопју нема доволно предмета, да даде еден просек, еден репрезентативни приказ тог културnog богатства Македонije ili u prošlosti, onda je sasvim normalno da mi ostali muzeji sa teritorije Makedonije se nađemo na usluzi tome muzeju arheološkom u Skopju i da mu ustupimo deo vrednih eksponata. Ne da mu poklonimo. Normalna je praksa u svetu, ovo što ja predlažem, jer je da se daju u depozit materijali, da oni budu korišćeni u tom arheološkom muzeju godinama, da stoje u njihovim vitrinama i kasnije da navrate, da mu damo arheološkom muzeju, da pozajmimo druge predmete i tako stalno da obnavljamo te vitrine sa interesantnim predmetima iz Socijalističke Republike. Значи, вашето мислење е дека ќе може да се обезбедат предмети, да се тамо на еден хронолошки начин прикаже историјата на
ова поднебље. Apsolutno, no, to je naša preka potreba, na kraju to je naš dug prema ovoj zemlji, da damo ono što imamo u tom našem najreprezentativnijem muzeju Makedonije koji će biti smešten u Skopju. На оваа тема не сме разговарали во стручниот колегиум во музеот, ни во рамки на општина, но моје мислење е доколку се појават со барање, односно археолошки музеј се појави со барање за да му помогне во овој смисол, би требало, пошто од овие локалитети кои што се испитани, има доста експонати кои што не се вклучени во нашата изложена поставка. И се дуплирани. И се дуплирани и може да помогнат, али тоа секако би биле дадени на реверс на одредено време, значи додека тој музеј не се обезбеди со експонати од тие периоди. Мислам, че тоа е правилен пат да на едно место, во еден републички центар, презентираме едно благо, а да не се осети како штета на другите музеи, затоа што стварно има доста експонати во подрачните музеи. Вие сте слушнале дека во Скопје е завршен веќе, односно археолошкиот музеј се наоѓа пред уселување во новата зграда. Дали сметате дека за тој археолошки музеј, кој што би требало да ја прикаже материјата низ една поширока хронологија, во која што ќе се види што се случувало, какви предмети имало на оваа територија, мислам на територијата на Македонија, дали сметате дека некои предмети што се наоѓаат во овој музеј би могле да бидат отстапени, например, за таа збирка, во која што на по еден хронолошки ред ќе се прикаже се она што било во Македонија? Моje лично мислење е дека би допринел музеот за презентирањето на археолошките постигања со отстапување на предмети, само тоа би било привремено. Посетувајќи ги музеите во внатрешноста, Прилепскиот, Битолскиот, Покраинскиот музеј во Струмица, Народниот музеј во Штип, разговарајќи со директорите на овие институции, дојдовме до констатација дека на ова прашање, на заштитата на малите музејски предмети, не им е обрнато нужното внимание. Од таму се разбира произлегуваат и некои тешкоти кои што оневозможуваат да се направат адекватни современи експозиции. Мислам експозиции кои што би го прикажале оној материјал кој што е ископан во последните години на бројните археолошки локалитети. Таква е положбата и со музеите во Скопје и секако ќе биде многу интересно да слушнеме како тие во овој период од моментот кога отпочнало градењето на музејската палата се припремале за овој настан, мислам за овој ден на вселување и колку тие го согледале навреме проблемот за да можат да овозможат една експозиција во најскоро време која што ќе биде отворена за пошироката јавност. Имам впечаток дека во досегашните наши дискусии честопати предмет на нашите разговори била конзервацијата на монументалните споменици на културата, на црквите, манастирите, на тврдините. Меѓутоа, помалку сме зборувале за конзервацијата на малите музејски предмети, оние кои што представуваат еден голем процент од експонатите во музејските збирки. Денес, кога се наоѓаме пред проблемот да биде отворен за прв пат еден голем музеј во кој што ќе бидат поместени предмети од археологијата, етнологијата и нашата историја, се поставува прашањето за конзервацијата на тие мали музејски предмети. Би било интересно да кажеме неколку збора околу тој проблем
и да видиме во каква состојба се наоѓаат тие предмети од една страна, од друга страна дали имаме достатен кадар да ја опфане оваа проблематика, што се разбира ќе овозможи побрзо и поефикасно стварање на експозиции во овие наши музеи, кои што наскоро ќе бидат предмет на посета на љубителите на средновековната уметност, на љубителите воопшто на нашата уметност во Македонија. Нашата република располага и има еден извореден фонд на движни музејски предмети, добиени по пат на археолошки истражувања, рекогносцирања и со понекогаш случајни наводи. Во зависност од умешноста и од посебните разбирања на поедини музеалци, решаван е и проблемот на конзервацијата на тие движни музејски материјали. Сметам дека, а и тоа е точна констатација, дека досега не постоела една долгорочна политика во заштитата на музејскиот материјал. Како резултат на отсутството на таква политика, сме доведени во една ситуација во која мораме озбилно да се замислиме и мораме да превземеме енергични чекори за заштитата на тие материјали, бидејќи е крајно време да тие излезат од депоите и да бидат презентирани на пошироката јавност во новите музејски збирки, а исто така и во старите музеи кои што располагаат со музејски простор за повремени или во тематски изложби и за стални музејски изложби. Во таа насока ние не треба ништо ново да измислуваме. Јас сметам дека во светот има веќе јасни концепции, јасно разработени проблематиката на заштитата на движните предмети. Едно јас пак се надоврзувам на тоа, кај нас не постоела политика, една долгорочна политика зацртана за заштитата на тие и обезбедување соодветен кадар за водење на тие заштитни интервенции. Како стои работата во археолошкиот музеј, например? Тамо со години е собиран материјал, тој материјал сега треба да биде конзервиран. Дали постои конзерваторска работилница, колку луѓе работат во неа и како е воопшто целата таа положба во археолошкиот музеј во Скопје? Археолошкиот музеј на Македонија моментално не располага со нито кадар, нито во просторно конзерваторска лабораторија за решавање на тој проблем. Поради познатите причини, музеот е останат без икакви можности за решавање на овој проблем. Целокупниот материјал се чува депониран во сандаци и не се превземени во последниве години никакви интервенции на тој материјал. Дали сте виделе вие нешто од тој материјал? Во каква состојба се наоѓа? Керамичниот материјал е во релативно добра состојба и за него не постојат опасности за уништување. Додека металот, кој што има за кој треба една специфичен третман, е во сигурно полоша состојба. И за него треба што похитно да се превземат конзерваторски интервенции. Дали не сметате дека поради фактот што е во зградата на музеите е веќе готова, дали за овој проблем не требаше да се размислува многу порано? Дали за овој проблем, мислам на проблемот на кадарот, не требаше да се размислува бар ако ништо друго во деновите кога се отпочна со таа зграда, затоа што се знаеше дека таа зграда ќе биде еден ден завршена и дека ќе треба внатре да биде испунета со оние предмети, со оние материјали кои што се наоѓаат веќе депонирани.
Дали уште тогаш не требаше да се превземат некои мерки и денес да отварањето на оваа зграда го дочекаме со одреден кадар и со веќе еден број на предмети кои што би биле конзервирани, нели, за да може веднага да бидат поставени во експозицијата. Кои се причините што така не е постапено? Не би могол јас да наблегувам во причините и да ги изнаоѓам тие причини. Мислам и дека не е тема сега на тој, не би наблегувале во тие проблеми, али факт е тоа дека постоеле. И со едно поголемо разбирање и со едно поголемо настојување на решавање на тој проблем могло да се направи нешто. Можело да се направи нешто. Јас сум убеден во тоа дека не е само проблемот во немањето на средства, да речеме, или немањето на кадар, него проблемот е и до нас самите. Сметам. Нашето ненастојување на решавање на тој проблем и несогледувањето ми се чини доволно на тој проблем, на таа проблематика. Јас би се надоврзал на ово прашање. Би рекол и мало поточно долгорочна политика не на државата, не на општеството, него политика на самите музеалци. И јас така го разбирам. Значи, во тој смисол треба да бидеме јасни и конкретни. Настојувањата требаше да произлезат од самите управи на музеите, од самите музеалци за подготвувањето на таков кадар. Таков кадар веќе нашите училишта и дават. Конкретно, еве за керамика, имаме ние училиште за применето уметност, која секоја година дава кадрови од областа на керамика, специјалисти, керамичари со средно образование. Меѓутоа, настојувањата на музеите во тој правец не беа доволно согледливи за да може да се запослат млади такви кадрови кои веќе денес би имале. Дали ви е на вас познато како е работата со овај кадар во другите музеи во Републиката? Колку што на мене ми е познато, во овој смисол доста слабо сме опремени во сите музеи овие работилници и со кадрови и со средства за работа и мислам време е да се преземат поенергични чекори во овој смисол. Сакам да нагласам дека никогаш не бил проблемот во парите. Ако добро се истакнат проблемите, ако пред општеството ние ги презентираме нашите потреби, средства ќе се изнајдат. Како што успеа Музеот на град Скопје од 72 година да од 15 души да израсне во 32, јас мислам дека нема никакви привилегии овој музеј. Меѓутоа, со укажување на потребите на институцијата, адекватно се дава и средства за примање на нови кадрови. Јас би се осврнал повеќе на организацијата на заштитата на. По моје мислење сметам дека во секој музеј е неопходно потребно да има конзерваторска лабораторија, која ќе има тип на едно амбулантно. Да, за амбулантно лечење на оние предмети кои што амбулантно лечење на доваѓаат од теренот, кои што доваѓаат од теренот и кои што може еден конзерватор, техничар, препаратор да ги обавува тие работи без некоја поголемо наоблигување во оние конзерваторски проблеми. Таков е потребен практично и за да присуствува на самото ископување, И на самото ископување, одредени проблеми таму на самото ископување и тој треба да ги решава тие проблеми. Овие последни години и се настојува на секое археолошко истражување да има и еден конзерватор препаратор кој одма по ископувањето на предметот превзема соодветни мерки за заштита на тој предмет. Дали имаше таков конзерватор на ископувањата во Стоби, например? Во Стоби не само еден, имаше и повеќе такви конзерватори, и тоа специјалисти, едни за керамика, други за метал. Тие се наши стручњаци или Наши стручњаци, тие од наша република. Али посебен проблем представува
формирањето на една централна лабораторија за заштита на археолошкиот материјал. И не само на археолошки, и на етнолошки тука, исто така го сметам, исто така и на хартија. Таква една централна лабораторија нас ни недостасува. И тоа ние мораме да сториме енергични чекори да таа што поскоро ја формираме во наша република. Каде ќе биде лоцирана таа и под чие ќе биде, тоа воопште не треба да биде никаков проблем, не треба да представува посебно прашање. Дали тоа Републичкиот завод за заштита на спомениците, дали тоа градскиот музеј или новата институција музејска ќе има. Свеедно под кого било тоа. Важно е да таа конзерваторска лабораторија се формира што поскоро, која ќе ги врши сите анализи, сите припремни работи и ќе одредува терапија и начин за лечење на овие археолошки споменици. И врз основа сега на ова што го рековте, произлегува дека ние не можеме да почнеме со експозиција на нашиот досега собран материјал, ако прво ова работа не направиме, ако не формираме една институција. Не се слагаме со тоа дека ние не можеме. Можеме ние. Онаго што ги рече предска Кузма, можеме ние да ги праќаме во Београд или да ги праќаме некои во други да ни вршат услуги. Али ние мораме своје да имаме овдека, непосредно. Праќањето во Београд или Загреб во некои централни лаборатории за испитување на тој материјал и одредување на терапија на тој материјал, ние не можеме повеќе да го практикуваме. Ние веќе имаме толку голем фонд и тоа многу и поскапува работите. Проблемот е до изнавоѓење на едно наше решење, меѓу нас ние треба да се договориме тука и да превземеме енергични чекери за формирање тоа. Ние, досега да бидеме искрени, досега влечевме, Републичкиот завод сакаше да формира своја конзерваторска лабораторија. Археолошкиот музеј сака посебна лабораторија да формира. Исто една така централна голема. Градскиот музеј исто така има, настојува последниве години да формира така. Јас сметам дека нашето општество не е толку богато да може да формира неколку големи конзерваторски лаборатории. Ние мораме да ги издружиме сите средства и сите кадри во една централна лабораторија, онака како што го имаат направено во и другите републики. Ние не треба да одиме подалеку надвор во светов како е, него онака како што има. Народна република СР отидов до СР Србија, има овде каде не. Социјалистичка република Србија го има тој проблем решено многу на едноставен начин. Една централна конзерваторска лабораторија и дури таа конзерваторска лабораторија во Београд, која Народниот музеј во Београд е, таа врши дури услуги и на сите музеи од цела Југославија. Па никому не му текнало во Србија да формира некоја друга конзерваторска лабораторија посебно. А ние сме уште помала република и не би имало никаков смисла и никакво оправдување да ние формираме повеќе така конзерваторска. Тоа ова што го вика Сарџо, јас се слагам. И во елаборатот што една група бевме ангажирани да го изработиме елаборатот за во новата музејска зграда, предвидовме таму да се формира во таа институција централна конзерваторска работилница, која пред се ќе служи на овие три институции, на етнолошкиот, археолошкиот и историски музеј на Македонија, на нивните предмети што ги имаат, а ќе служи и за предмети што не можат другите конзерваторски работилници во другите музеи во Македонија, значи предмети што се од поделикатен карактер, да ги конзервира таа работилница. Према тоа, јас наполно го делам мислењето на Сарџо и тоа е со елаборатот предвиден. Сега, тој е предвиден и ставен на хартија, тој треба да се реализира. Во последно време со реализацијата на оваа зграда, мислам да ова, така да ја наречеме, музејска палата, колку што јас можев да видам, бидејќи е посетив зградата и ја разгледав, таму просторот за експозиција е обединет. Дали луѓето кои што работат во овие институции, кои што ќе се вселат натре, размислувале само за обединување на конзерваторските
нивни лаборатории, или пак има и други размислувања за обединување на тие институции. Како стои проблемот околу тоа? Дали е тоа актуелно сега уште? И ево, овие музеи не се уселени, меѓутоа дали се дискутира околу тоа и дали оттаму нема да произлезе стварањето на една конзерваторска лабораторија која што ќе ги решава проблемите нормално на тој музеј кој што ќе се... Затоа Кузман го напомна тоа. Се уфрлил во разговорот и би го искажал собственото мислење. Во сите подготовки кои предходеа на изградба на единствен музејски комплекс од згради за овие 3 основни музеи и Завод за заштита на споменици на култура, основна поента беше да, а поради близоста на проблематиката, низак компоненти кои се блиски, кои не поврзуваат во функцијата, тоа е материјалот, основна заштита на материјалот. Така да во тоа време се изгради еден став да во новиот комплекс во прво време се оди на создавање на единствени лаборатории, меѓутоа се мислеше на лаборатории кои ќе бидат и кадровски и технички солидно опремени за извршување на основната заштита на музејските материјали. И сметам дека во новиот објект создаден е идеален простор, кој простор во догледно време со известна опрема и техника, исклучиво намене токму за сите овие лаборатории, работилници, конкретно и фотолабораторија, конзерваторско-препараторска лабораторија за метал, за текстил, за дрво, за камен, за стакло и се она што зборува за самите материјали, во зависност од карактерот на материјали. Овој пат во сите ти наши размислувања не биле присутни проблемите со заштита на материјали, односно документи од хартија или пергамент, кожа, затоа што постојат такви лаборатории во градот. Постои при архивот на Македонија и универзитетската библиотека. И морам да кажам дека во отсуство на лаборатории, а со оглед дека поред археолошкиот материјал за кој Историскиот музеј е и текако заинтересиран и досега го има снимено целокупниот археолошки материјал, што би било од интерес за идната експозиција на Историскиот музеј на Македонија. И кај нас во нашиот музеј, а и надвор, макар да ние располагаме со врло малку предмети. Овде сметам на соработка на сите музеи во презентација, поготово со археолошкиот музеј, во реализација на поставката, на сталната поставка за средновековната наша историја, за раната, особено за раната наша историја. Дали тоа значи дека сега кога ќе влеземе во новата зграда, веќе ќе имаме достатен материјал за да можеме да поставиме во догледно време, се разбира, една експозиција која што ќе има траен карактер? Сега очекувам да во новиот објекат, во наредните 5 години, дојде до реализација на зацртаната наша политика, нашите настојувања, да се отвори музејската поставка. Значи, вие сте поставиле 5 години термин за отварање. Термин за отварање. Дали е тој термин синхрон со отварањето на другите овие збирки, да речеме, збирката на археолошки музеј и на етнолошки? Дали они ќе бидат за еден таков период во состојба да го покажат својот материјал? Дали ќе бидат спремни за таква во даден момент може другарите најдобро да се каже за собствените институции, меѓутоа лично мислам дека тоа е доволно време доколку општествената заедница, овде мислам и на градот и на републиката, реализацијата на сталните поставки го смета за одредена инвестиција. Тоа е несомневно една можда позамашна инвестиција, меѓутоа инвестиција која е далеку поевтина од оние работи кои денеска во однос на Македонија, на македонскиот народ и сето тоа нешто ни се импутираат од надвор, да речем, во однос на презентација на нашата револуција, присвајање на она што не им припаѓа. Можам исто така да кажам дека општествената заедница во досегашните инвестиции, во создавањето на овој објект, има вложено околу цирка 4 милиарди стари динари. Толку исто пари се дадени за расчистување на локацијата, за создавање на овој објект. Ако друштвото во еден даден период понело еден огромен терет и за кој сметам дека
музеите, музејското дело со овој современ објект добило многу. Треба да направи уште известни напори во однос на докомплетирање на комплексот со известна опрема, комплетирање на овие лаборатории, а сметам дека лабораториите и целата таа наша идна поставеност во новиот музеј, во новата музејска зграда треба да биде стварна договор на сите овие 4 работни организации. Јас мислам дека тоа основното прашање. Заедницата вложи напори и нас ни овозможи еден изворен простор, овозможени изворени услови за понатамошен развој и афирмација на нашата музејска дејност. До нас е сега, музеалците, како ние тоа ќе успееме да го организираме и да се појавиме пред светот. Доколку не успееме да направиме една комплексен музеј, една организација јака, кадровски, ние не ќе можеме да одговориме. Моето лично мислење е дека ние расцепкани поедини музеи не ќе можеме да одговориме на таа општествена задача, која по моје мислење и во законот е добро зацртана од посебен интерес за општеството. И ние не смееме овака досега како што работевме, уствари како што не работевме, би рекол, и понатаму да продолжиме. Ние мораме да се организираме и да заеднички делуваме. До сега заедничко размислување не има. Имало одделно размислување. Да, одделно музеи, размислување на археолошки археолошкиот, музеј, на етнолошкиот одделни и размислувања на историскиот музеј на Македонија, одделни размислувања на етнолошкиот Чекајте, да ми музеј. биде јасно, одделни размислувања за што? За заедништво? Или Не. Одделни размислувања за своите концепции. за своите концепции. За постојаните своји Добро, изложби. тие концепции имале ли во предвид дека ќе дојдат во континуитет на една поставка која што ќе биде заедничка? Имаше и такви размислувања, меѓутоа не се дојде до единство на таквите размислувања. И се остави тоа прашање. Оти и ние кога работевме елаборатот, имаше и такви мислења. Меѓутоа до единство на такви мислења уште не е дојдено. Тие размислувања мислам ќе бидат По мојему за актуелни. такви размислувања би требало да бидат вклучени и музеите од Републиката, од натрешноста. Затоа што Веројатно. материјал Да. има кај нив, кој што евентуално би требало да дојде овде, затоа што ако Оној да, најрепрезентативниот. ако не дојде материјал оттаму, во тој случај што би могло да се прикаже, како би могло да се прикаже целата република? Дали мислам сите тие материјали од републиката? Веројатно. Меѓутоа, тука конкретни се и евидентни во елаборатот работите во тој правец што организацијата е поставена како единствена. Значи, единствена администрација, единствени конзерваторски работилници, единствена фотолабораторија. Така да сите овие служби би биле единствени и би работеле за потребите на овој музеј. Но А експозициите? А експозициите остана да се реши откако ќе се уселат во таа зграда, откако ќе размислуваат на самото место. Добро, какво е твоето мислење? Тоа е еден посебен тежок проблем. Добро, неговото мислење како ме интересира. Дали ти сметаш дека би требало да бидат на едно место, една концепција да се направи за таа експозиција, или пак секој да си прави своја? Ево вака. И моето мислење е приватно дека тоа треба да биде единствена концепција од почеток до крај. Ево Саржо вика, се разбира единствена. Тоа е А друго трпко што логично. мисли? Не можеме ние под еден исти кров да правиме три различити концепции. Археолошкиот музеј да прави по еден сосема своје согледување концепција, етнолошкиот музеј исто така. Ние мораме тука да бидеме во таа музеолошка проблематика. Друга трпко вие? Лично сум за тоа да се создаде една солидна музејска институција што ќе одговори на овие нараснати потреби, што ќе одговори многу побрзо отколку веќето да се договараме. Морам да кажам дека договарање меѓу музејските работници и во однос на заеднички изложби, дали ќе бидат вакви или онакви, постоеле, меѓутоа сега крајно е време, а за тоа веќе е инициран пред факторите,
овој проблем, создадена е и комисија, да наречем комисија или работна група по-парно, од представници на музеите и општествената заедница, на градот и републиката, изработен е првичен материјал. Тој материјал се уште работните организации го нема добиено за да може да се произнесат. И не само работните организации ќе се произнесат далеку и пошироко општествен, мислам представници на општествената заедница, на науката, на културата, на академиите. Така да сето тоа што ќе произлезе од јавната дискусија и од дискусијата по овој работен материјал треба да дојде и до она што утре треба да представува во таа нова организација. Значи, се надеваме дека во оваа институција да се створат оптимални услови за нашата активност и јас сум сигурен дека и така ќе тргнат работите. Во овој разговор ние немавме некои претензии да некои заклучци правиме, меѓутоа беше значајно да ги изнесеме овие проблеми пред јавноста, за да се види со какви све проблеми сега се бавиме, за да можеме да реализираме онаа главна замисла, експозиција на материјалот кој што со години е собиран. Јас за присуството на овој разговор ви благодарам.